ХИВ продолжува да биде главен јавноздравствен проблем во светски рамки, откако бројката на починати во светот надмина 40 милиони. Денес во приказна ќе обработуваме оваа тема. ХИВ е вирус кој што предизвикува болеста СИДА. Акронимот, односно скратеницата, означува Human Immunodeficiency Virus, односно вирус кој што го напаѓа само човекот, односно исклучиво само човекот и го ослабува неговиот имунитет. ХИВ, односно ХИВ вирусот, ја предизвикува болеста СИДА, која што е скратеница пак од своја страна за синдром на стекнат имун дефицит, односно СИДАта велиме дека е еден збир на симптоми и знаци кои што се карактеристични за одредена болест, во случај за болест предизвикана од вирусот на ХИВ. Генерално, ХИВ инфекцијата е непрепознаена затоа што не дава никакви симптоми и знаци. Може да се јават некакви симптоми и знаци кои што припаѓаат на така наречениот општ инфективен синдром, значи зголемени ливни жлезди, можеби покачена телесна температура, болка во грлото, болка во зглобовите и коските, неколку недели после заразувањето, односно инфицирањето со ХИВ, но тоа се толку неспецифични симптоми што најчесто стануваат непрепознаени, поминуваат под клиничка слика на некаков, да кажеме, грипозен синдром или настинка. Други симптоми и знаци нема, односно лицето што е ХИВ позитивно, доколку не го знае својот ХИВ статус, се функционира нормално како до пред инфицирањето. Се додека после одреден период од прилика од 8 до 10 години имунитетот не падне на толку многу ниско ниво поради присуството на ХИВ вирусот, да веќе човекот препознава веќе дека нешто не е во ред, дали тоа станува збор за чести инфекции, температури од нејасно потекло, различни кожни манифестации или манифестации од централниот нервен систем, па човекот, односно пациентот, веќе бара лекарска помош и така стигнуваме до дијагнозата ХИВ инфекција. Значи, еднаш навлезен ХИВ во човекот, односно во човековото тело, од тој момент велиме дека човекот понатака може да го пренесува вирусот. Вирусот е специфичен затоа што го напаѓа имунитетот на човекот, односно така наречените бели крвни клетки, кои што се најважни за одбраната на човекот, односно се дел од имунитетот, и вирусот конкретно ги таргетира тие клетки. Штом се ослабени белите крвни клетки, телото нема имунитет, нема куршуми, нема одбрана за да се бори против различни други причинители. Кога поминува телото е во оваа фаза многу години, телото ги троши своите резерви на одбрана и веќе нема телото со што да се бори. Тогаш велиме дека настапува тој синдром на збир од симптоми и знаци кои што се карактеристични за одредена болест, односно тогаш веќе настанува после многу години синдромот на СИДА. Навремената дијагностика, односно навременото откривање на ХИВ статусот е единствениот начин како еден пациент што е со ХИВ да има долг, односно еден просечен, да кажам така, еден нормален животен тек, односно да доживее едно старо доба, како што имаат ХИВ негативните лица. Земањето на терапија секој ден е еден исто така од предусловите за постигнување на едно вакво ниво, на еден просечен животен век. Значи, навремената дијагноза заедно со редовното земање на терапија секој ден, една или две таблетки генерално, во зависност од стадиумот на болеста и што имаме на располагање и каков е биоритмот на пациентот, нели, животните навики се двата единствени предуслова за еден нормален, еден обичен животен тек. Годинава имаме откриено 46, значи до ова интервју имаме откриено 46 нови случаи на ХИВ. Третина од нив се така наречените late презентери, односно пациенти кои што се откриени во поодмината фаза на болеста. Тука би се вратил на првичното што го кажавме, дека навременото откривање на ХИВ инфекција, односно навременото тестирање е предуслов за еден долг и просечен, односно нормален човечки живот. И затоа секогаш апелот и советот е до сите кои што некогаш имале некакво ризично однесување, односно сексуален однос без кондом, без разлика дали станува за мажи кои што имаат секс со мажи, геј популација или пак хетеросексуална популација, секој кој некогаш имал некаков ризик да се провери, да се тестира не само за ХИВ, туку и за останатите сексуално преносливи инфекции. Секогаш кога го правиме ХИВ тестот кај пациентите, значи ги информираме дека истиот го правиме и секогаш го толкуваме самото правење на тестот и го толкуваме резултатот за самото тестирање. Што значи тоа?
Тоа значи дека за да еден HIV тест кажеме дека е валиден и точен, треба да поминат минимум 3 месеци од ризичното однесување, односно од сексуалниот однос без кондом. Зошто? Затоа што доколку земеме или го направиме тестот порано од овие 3 месеци, тестот ќе биде лажно негативен, односно нема да е точен, а можеби лицето е HIV позитивно. Зошто? Затоа што HIV тестот ги бара антителата во крвта, за кое што треба малце време да се истите да се создадат. Во 2022 од HIV инфекција починале 630.000 лица. Прогнозите на СЗО укажуваат дека до 2025-та 95% од сите луѓе кои живеат со HIV треба да имаат диагноза. Во јуни 1981 година американските лекари првпат пишуваа за болеста која ги погодува младите хомосексуални мажи. Порано биле здрави и немале сериозни претходни болести. Веќе брзо потоа, HIV-сида стана најсмртоносната пандемија во поновата историја. Во 2022 година од HIV инфекција починале 630.000 лица. Прогнозите на Светската здравствена организација укажуваат дека до 2025 година 95% од сите луѓе кои живеат со HIV треба да имаат диагноза. Лек за HIV заразувањето се уште не е пронајден. Меѓутоа, со зголемениот пристап до ефикасна превенција, диагноза, третман и грижа за HIV, вклучително и за опортунистичките зарази, HIV инфекцијата може да биде хронична здравствена состојба, овозможувајќи им на луѓето што живеат со HIV да водат долг и здрав живот. HIV во денешно време го потенцираме како една инфекција со која што медицински многу добро се менаџира, особено ако навремено се открие болеста, меѓутоа многу потешко можеме да се справиме со психосоцијалните последици кај лицата. HIV вирус на човечка имунодефициенција е вирус кој што се пренесува преку крв и незаштитен сексуален контакт и може да се насели во различни ткива на телото, но своите главни ефекти ги покажува врз имунолошкиот систем. HIV во основа ги уништува белите крвни зрнца наречени Т-лимфоцити, потиснувајќи го имунолошкиот систем и положувајќи го организмот на зарази. Како резултат на тоа предизвикува сериозни оштетувања на телото, со болести како туберкулоза, диареја, менингитис, пневмонија, кои што може да се лекуваат во нормални услови, а во некои случаи може да се забележат и карциноми. Некои луѓе не покажуваат никакви симптоми на HIV со години по заразувањето. Многумина може да покажат симптоми 10 дена по заразувањето. Овие симптоми се слични со оние на грипот и мононуклеозата и можат да вклучат треска, замореност, нафрлување и болки во грлото. Симптомите најчесто се губат по неколку недели и можат да не се појават неколку години. Затоа, единствениот начин да дознаете дека сте заразени од HIV е тестирањето. Според некои светски глобални трендови треба да биде ставена на крај од 2030 и со самото тоа како што се ефектите надовразуваат, доаѓаме до момент кога луѓето одбиваат да го направат тестот и одбиваат после направувањето на тестот да бидат следени и третирани низ здравствениот систем. Една од работите која што е многу битна и која што преска заборавив да ја спомнам и во однос на мојата работа е придржувањето кон терапијата, односно луѓето континуирано и секојдневно да ја земаат антиретровирусната терапија. Тоа, ако луѓето искусат огромен степен на стигма и дискриминација, ги одбива да постојано доаѓаат и ја земаат навремено терапијата, затоа што тогаш помислуваат и на најцрни мисли до самоубиствени моменти и моментот дека сите ќе ме обележат, сите ќе знаат за мојот HIV статус, им создава некој отпор да доаѓаат и да се лекуваат на клиниката. Сида е кратенка на синдром на стекнат имунолошки дефицит. Сидата предизвикана од вирусот HIV е фаза во која имунолошкиот систем е подложен на зарази и е опасен по живот. Спротивно на заблудата, не секој HIV позитивен боледува од сида.
Што е ХИВ, а што е СИДА? ХИВ представува вирус кој што ја има таа моќ специфична да го нападне имунолошкиот систем на човекот. Значи тој напаѓа едни конкретни клетки кои што се дел од нашиот имунитет, ги користи за своето размножување и на тој начин ги уништува и го намалува нивниот број во организмот и со тоа всушност ја попречува способноста на нашиот организам да се брани од други предизвикувачи на заболувања, инфекции, бактерии, вируси и така натаму. ХИВ инфекцијата, бидејќи не може да се излекува, е хронична инфекција. Кога човек еднаш ќе се инфицира, ја носи до крајот на својот живот. Возможно е во текот на поголем број години човек да нема некакви симптоми видливи, симптоми на болест. Меѓутоа, после одреден број години, повеќето организми, доколку не се на терапија, доаѓаат до една состојба во која што имунитетот е значително намалена е способноста на организмот да се брани од други причинители на болести, и тогаш таа напредна фаза на ХИВ инфекцијата обично ја нарекуваме СИДА. Значи СИДА, тоа е кратенка од англиски, поточно од француски, и се однесува на синдром на стекната имунодефициенција, односно синдром на стекнат имунолошки недостаток. Кои се симптомите, иако споминавте дека понекогаш може и да ги нема се додека не падне имунитетот, но постојат ли некои симптоми кои што може да се забележат? Секако постојат поголем број симптоми на ХИВ инфекцијата, со тоа што тие не се специфични само за ХИВ. Тие можат да бидат симптоми најчесто за многу други вирусни заболувања. Во првиот период по инфицирањето, да речеме во првите неколку недели до неколку месеци, возможно е да се појават симптоми кои што, да речем, наликуваат често пати на симптоми на настинка или симптоми на грип, зависно колку се изразени. Значи може да биде покачена телесна температура, отечени лимфни јазли на повеќе делови од телото, може да биде ноќни потења, слабење, појава на кандида во устата, значи повеќе видови на симптоми кои што не се специфични само за ХИВ инфекцијата. Многу луѓе може воопшто да немаат забележливи симптоми и токму тоа е причината што често пати ХИВ инфекцијата останува незабележана од моментот на инфицирање и понатаму во тек на повеќе години. Во напредниот стадиум, она што го нарекуваме СИДА, тука исто така симптомите може да бидат многу различни, не може да се зборува специфично, бидејќи се работи за можност да се појават најразлични заболувања кои што ќе предизвикаат своји специфични симптоми. Најчесто заболувањата кои што се јавуваат во тој стадиум на СИДА се предизвикани од вируси или бактерии, најчесто кои што кај здрав организам не предизвикуваат симптоми или болест, меѓутоа кај лицата со ХИВ, со оштетен имунитет, може да бидат фатални и да завршат со смрт. На кој начин се диагностицира дека имаме ХИВ инфекција? ХИВ инфекцијата може да се диагностицира само со специфични тестови за ХИВ. Важно е тоа да го кажеме. Понекогаш луѓето мислат и прашуваат, па правев крвна слика, дали може тоа да покаже? Во суштина тоа не може да покаже едва и ниту некакви индиции за постоење на ХИВ инфекцијата. Значи, за да се детектира, мора да се направи ХИВ тест. Сега постојат различни видови на тестови. Цел е и глобално ХИВ тестот да се направи што подостапен, заради тоа што ова заболување се уште го следи огромна стигма, која што меѓу другото исто така и ги одвраќа луѓето од тоа да направат навремено ХИВ тест, доколку биле изложени на ризикот ХИВ. Во денешно време кај нас може да се направи бесплатен и анонимен тест во повеќе граѓански организации ширум земјата, во центрите за јавно здравје ширум земјата, на клиниката за инфективни болести, на Институтот за јавно здравје. Може се разбира да се направи ХИВ тест и во приватни лаборатории, а во последниот период достапни се и тестови за самотестирање, кои што може да бидат од крв или од плунка. Постои програма на граѓанската организација ХИРА, каде што може секој заинтересиран бесплатно да го нарача ХИВ тестот и да го направи дома во своји дискретни услови и самиот да го протолкува резултатот на многу сличен начин како што сите правевме неодамна тестови за ковид. Со кого може да се сподели информацијата, бидејќи знаеме дека
здравствената состојба е лично право кое што можеме, но не мора да го споделуваме. Со кого тоа треба да го споделиме? Доколку едно лице направи ХИВ тест било каде и добие позитивен резултат, пред се важно е да се јави во најскоро време на клиниката за инфективни болести. Таму диагнозата прво ќе биде потврдена, нели, со други лабораториски тестови. И она што е многу важно да се знае за луѓето е дека идентитетот и информацијата за ХИВ инфекцијата остануваат заштитени на исклучително високо ниво. Тоа е и многу важно за да имаме еден успешен национален одговор кон оваа епидемија. Се разбира, епидемиолошки податоците се прибираат, но тоа се прави анонимно и се регистрираат само случаите, нели, новите диагнози на ХИВ инфекција во годината и можеби местото од каде што доаѓаат, но не и идентитетот на самото лице. Се чини после толку долго време се уште имаме недоволно информирани луѓе кои што не знаат доволно информации и на тој начин дополнително создаваат страв, паника, стигма околу лицата кои што имаат ХИВ. Зошто е тоа така? Дали можеби сите ние имаме вина во таа недоволна информираност? Да, веројатно сите имаме одговорност, иако јас предпочитам одговорноста да ја лоцирам таму каде што имаме институции кои што имаат одредени нели надлежности да влијаат на свесноста за јавното здравје, за здравствената едукација, образованието и така натаму. Веројатно се повеќе причините зошто се уште за ХИВ инфекцијата е врзана толкова стигма и потоа страв, предрасуди и така натаму. Една од причините се разбира е тоа што за ова заболување како за ниедно друго уште во текот на 80-тите години беше создадена таква една мрачна слика, не само мрачна, туку и слика која што е поврзана со појави кои што и онака се стигматизирани во општеството, како сексуалноста, сексуалната работа, користењето дрога и така натаму. Меѓутоа, друга веројатно причина кај нас е и што самиот факт што кај нас инфекцијата на ХИВ е на релативно ниско ниво, ние како апсолутна бројка, како земја на досега регистрирани случаи, за среќа имаме релативно низок број. И тоа можеби ја го прави ова заболување некако недоволно интересно и недоволно релевантно. Веројатно нашата популација во својот секојдневен живот не се чувствува засегната од ова заболување. За жал, вистината е поинаква. Секој, особено секој сексуално активен човек, се разбира дека е засегнат од ХИВ инфекцијата и се разбира дека секому нели може да се случи инфицирање со овој вирус. Би сакала во оваа насока да споменеме како се пренесува ХИВ инфекцијата. И ова е прашање околу кое што постојат доста заблуди и предрасуди. Еве, за да биде поедноставно, само 5 телесни течности може да ја пренесат ХИВ инфекцијата. Тоа е пред се крвта, а потоа кај мажите семената, но и предсемената течност, додека кај жените вагиналниот секрет и мајчиното млеко. Тоа се 5 течности кои што можат да ја пренесат ХИВ инфекцијата на повеќе различни начини. Ке кажеме, важно е да се истакне дека сите други телесни течности, како што е например плунката или солзите или потта, не можат да пренесат ХИВ инфекција. Сега, кои се начините, се разбира, кај нас речиси исклучиво преносот на ХИВ е сексуален, преку сексуален однос, без користење заштита, како например кондом. Постои, се разбира, голем ризик при некакви нестерилни интервенции, каде што доаѓаме во контакт со потенцијално инфицирана крв. Таква ситуација е, да речеме, инјектирањето дрога, за кој што мора да кажеме дека кај нас повеќе години па и децении наназад сметаме дека имаме успешна превенција и дека кај лица кои што инјектираат дрога, ХИВ инфекцијата е контролирана и е целосно превенирана од она што го знаеме до сега. И се разбира, третиот начин е можноста за пренос на ХИВ инфекцијата од мајка на детето и тоа во текот на бременоста,
при самото породување и возможно е да се пренесе и во текот на доењето. Нешто што не е многу широко познато е дека не секоја ХИВ позитивна мајка ќе роди ХИВ позитивно дете. Напротив, поголеми се шансите детето да биде ХИВ негативно, од прилика 1 во 3 до 1 во 4 деца би се родиле како ХИВ позитивни, под услов мајката да не знае и да не презела никакви превентивни мерки. Меѓутоа, во денешно време, исклучително е важно да кажеме дека преносот од мајка на дете целосно може да се избегне. Важно е секоја бремена жена најкасно во првите 3 месеци од бременоста да направи ХИВ тест и доколку се појави ХИВ позитивен резултат, потребно е таа жена да започне со терапијата за ХИВ, така наречената антиретровирусна терапија, која што брзо ќе го потисне вирусот до едно ниво кое што го нарекуваме недетектабилно ниво на вирус и тоа спречува понатаму инфекцијата да биде пренесена на бебето. Споменавте дека нема лек, но има терапија. Што тоа значи? Така е, за ХИВ постои исклучително успешна терапија и тоа не е нова информација. Успешната терапија постои од 1996 година, иако првите лекови се уште од втората половина на 80-тите години. Се работи за терапија која што представува комбинација најчесто од 3 различни антивирусни или ги нарекуваме антиретровирусни лекови, кои што на различен начин го блокираат вирусот во процесот на негово размножување. Значи, тие го спречуваат размножувањето на вирусот во нашиот организам. Кога ХИВ еднаш влегол во организмот, се уште немаме третман кој што може да го искорени од таму, меѓутоа се додека лицата со ХИВ ја примаат континуирано терапијата, вирусот останува потиснат на тоа недетектабилно ниво и практично имунитетот може нормално да функционира, доколку бил оштетен пред почнувањето со терапија, тој ќе закрепне, бидејќи природно е нашиот организам да се регенерира и луѓето кои што се на терапија можат нормално да функционираат, да ги вршат сите функции што ги прави едно здраво лице и во денешно време се разбира да живеат еден просечно долг животен век. Значи во денешно време не очекуваме дека луѓето со ХИВ ќе имаат пократок животен век или некакви проблеми и компликации, доколку навреме ја откриле ХИВ инфекцијата и редовно ја примаат својата терапија. Инаку, антиретровирусната терапија представува таблетарна терапија и во најголем број од случаите се сведува на земање на една таблета еднаш на ден. Во поретки случаи може да се работи за 2 или 3 таблети во текот на денот. Каква е ситуацијата во Македонија од два аспекти? Прво, како ние ги прифаќаме и како се чувствуваат лицата со ХИВ инфекција? И вториот аспект ми е дали имаме терапија, дали ја добиваат терапијата, дали согласно овие препораки може да се лекуваат на тој начин? За жал, се уште едно од првите прашања кое што го поставуваат луѓето кои што се штотуку диагностицирани со ХИВ инфекција не е колку долго ќе живеам или дали има терапија, туку кој ќе дознае. Притисокот од стигмата во општеството, предрасудите, стравот од осуда, од социјално обележување или исклучување е огромен кај лицата со ХИВ. Тие исклучително ретко ја споделуваат информацијата за својата ХИВ инфекција, дури во кругот на најблиското семејство и пријатели. Многу честа ситуација е кај едно лице со ХИВ родителите, да речеме, да не знаат за таа информација, токму поради свесноста и стравот. За среќа, благодарение на антиретровирусната терапија, на вистина, ова заболување денес може успешно и релативно лесно да се менаџира во секојдневието, така што луѓето може да функционираат без потреба да се знае за нивната диагноза. Единствено останува оној емоционален момент на чувствувањето на притисок околу тоа кој ќе дознае, ако запознавам нов партнер, кога да му кажам, како ќе реагира, дали понатаму ќе дознаат други луѓе за тоа и така натаму.
За крај постојат две цели од аспект на јавното здравје, од аспект на ХИВ инфекцијата. Едната е до 2025 да се стигне до бројка од 90%, ми се чини дека беше, на луѓе кај кои што е диагностицирана ХИВ инфекцијата, а до 2030 буквално да бидат сите кои што имаат ХИВ инфекција да имаат терапија. Каде сме ние во овие две цели? Така, исклучително е важно и кај нас во Република Северна Македонија дека и ние како земја, како и сите членки на Обединетите нации, се имаме нели обврзано да постигнеме одредени амбициозни, но сепак достижни цели во однос на ХИВ инфекцијата како проблем на јавното здравје. И како што кажавте, да, првата цел до 2025 година секоја земја треба да осигури дека 95% од луѓето кои што ја имаат инфекцијата ќе бидат веќе диагностицирани. Значи треба да создадеме услови во кои што нема да биде страшно да се направи ХИВ тест, во кои што нашите лекари исто така ќе бидат свесни кога кому треба да препорачаат да направи и ХИВ тест, што нели не е вообичаено процедура во нашата средина. А 95% од диагностицираните треба веќе да бидат ставени на терапија до 2025, а од оние кои што примаат терапија, најмалку 95% да имаат услови да ја земаат редовно и успешно, за да успешно биде контролирана ХИВ инфекцијата. Доколку се постигнат тие цели до 2025 година, според проценките на Обединетите нации, ќе може светот до 2030 година да стави целосен крај на оваа епидемија, што не значи целосно искоренување, можеби се уште ќе има случаи, но нивниот број ќе биде сведен на минимум, нема да имаме крива на епидемија како што дели зборуваме во моменти на епидемија. А исклучително важно е за ова да се постигне покрај свесноста за тестирањето, се разбира и континуираната достапност на терапијата. Кај нас во Македонија, за среќа, можеме да кажеме дека имаме еден современ и квалитетен избор на лекови, кој што се обезбедува преку Министерството за здравство, преку посебната програма за заштита на населението од ХИВ инфекција и се разбира се одвива на клиниката за инфективни болести. Неинформираноста за ХИВ честопати создава страф и придонесува за стигматизирање на лицата во Македонија носители на ХИВ. За жал, ова е причината голем број луѓе да не сакаат да се тестираат и да го откријат својот ХИВ статус. Најголем разлог зашто се решив да го направам тестот, имав нешто како вид на грип кој ми траеше подолго време, можам да кажам добри 3 до 4 недели, со многу јаки болки во нозете, во грбот, во мускулите и не поминуваше. Не поминуваше никако. Свесен бев дека можно е да биде ХИВ или нешто друго и се решив да го направам тестот. Пред тоа и секако си имам јас правено редовни ХИВ тестови. Не ми беше нешто страно или непознато или што го немам правено пред тоа. И овој пат некако мислев дека треба да го направам што поскоро. Ова е и причината поради која нашиот соговорник својот ХИВ статус го дели со мал број луѓе. Бев информиран, знаев доста работи околу ХИВ, знаев дека има терапија и тоа е многу лесно да се знае, но моментот кога дознаваш дека ти си ХИВ позитивен, сите тие работи малку ги подзабораваш во првите месеци. При рутинско тестирање и за овој вирус и за други сексуално преносливи инфекции, тој дознал дека има ХИВ. Можам да кажам дека првичните работи кои ме засегнаа беа мојата фамилија. Прво што ми дојде во глава беа мојата фамилија. Да не дознаат, да не им правам нив да им биде тешко. Повеќе се секирав за моите најблиски, него за себе првично. Затоа што
кај мене тоа бе резултатот и ќе му правам тоа што морам да правам за да се подобри. Но првично највеќе се секирав за моите блиски. Животот со сознание дека имаш ХИВ не е лесен. Стресот беше најголем, додека самиот јас го прифаќа вирусот како дел од мене, додава нашиот соговорник. Искрено, првите 6 месеци ми беа многу тешки. Ми беа стварно многу тешки, пошто ми требаше време за да го абсорбирам тој нов момент. Но секако ќе се навратам на тоа, мислам дека немало никаква причина да бидам под тој стрес и под таа тортура што сам на себе си ја направив во тие 6 месеци. Иначе животот не ми се промени воопшто, ми остана комплетно ист. Добив огромна поддршка од советувалиштето во инфективната клиника и со нивна помош после тие 6 месеци продолжив да си живеам најнормален живот како и порано, без никакви промени. Дури денеска махинално пијам терапија и воопшто не помислувам на тоа. Луѓето со ХИВ честопати се кријат едни од други. Долго време не комуницирале и не се поддржувале, иако низ годините мораа да водат и битки за редовна антиретровирусна терапија. Стигмата се уште постои, за жал. Би ги советувал сите да одат на редовни ХИВ тестирања, затоа што личното здравје почиња од себе и многу е важно за секој еден да се грижи за сопственото здравје. А со редовното тестирање, прво, секој ќе се го знае својот ХИВ статус, независно дали е позитивен или негативен. Исто така, со тоа може и да се намали бројот на ХИВ заразите и еден ден се надевам дека ќе дојде крај на ХИВ заразата. Стравот и стигмата што постојат во општеството и недоволната информираност се најголемите проблеми и предизвици на луѓето во Македонија кои живеат со ХИВ или имаат СИДА. Ги тераа да мислат дека се различни од другите и дека ќе бидат одбиени од нив. Гледајќи некого однадвор не може да забележите дали има ХИВ или не. Многу луѓе не покажуваат знаци на никакви симптоми, а луѓето што живеат со ХИВ кои примаат ефективен третман може да имаат здрав и квалитетен живот како и сите останати. Во денешно време ХИВ можам да кажам дека се повеќе представува еден социјален проблем, психосоцијален проблем отколку што реално медицински ги засега најголем дел од луѓето кои што живеат со ХИВ, затоа што во денешно време е достапна антиретровирусната терапија која што овозможува еден долг и квалитетен живот. Меѓутоа луѓето во денешно време се уште се осудени на таа стигма и дискриминација пред се низ здравствените институции, здравствениот систем, каде што и најголем дел од нив го обелоденуваат својот ХИВ статус. Република Северна Македонија е земја со ниска преваленција на ХИВ. Од 1987 до 30 ноември 2022 година се регистрирани вкупно 580 случаи на ХИВ-СИДА. Од нив 516, односно 89,0% се од машки пол, 63, односно 10,9% се од женски пол, а регистрирано е едно трансродово лице. Високото пропорционално учество на машки лица во бројот на ново регистрирани случаи е тренд во изминатите 15 години. Дистрибуцијата по возраст укажува дека најзафатени се сексуално активни лица на возраст од 20 до 39 години, кои чинат речиси 3/4 од дијагностицираните случаи. Во 2022 година се регистрирани 36 нови случаи на ХИВ-СИДА. Најголем број од случаите се со место на живење во Скопје, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. За жал во Македонија виреат митовите за ХИВ. Младите немаат каде да се информираат. Одржливоста на услугите за ХИВ се уште не е сигурна, а дискриминацијата и стигмата со кои се соочуваат луѓето кои живеат со ХИВ се и натаму присутни и им стојат на патот кон остварување на здравствените и социјалните права. Самата инфекција во одреден период од животот не дозволува да ги задоволат нивните основни
животни потреби, особено ако е намалена работоспособноста на едно лице, ако неговиот ХИВ статус се дознае во некоја мала средина во која што станува изолиран и одбегнуван, не му се нуди работа која што до тој момент ја имал или пак ќе биде отпуштен од самата работна средина, се до оној емотивен дел каде што лицата поминуваат низ одредени емотивни кризи, дали во самото семејство или во пошироката средина, помеѓу пријателите, како што реков, во остварувањето на одредени здравствени, социјални или други административни права. Травматски се доживува и самиот процес на лекување и третман, потоа животот со ХИВ, како ќе продолжи понатаму, како ќе се одвива целото лекување во клиниката и надвор од неа, и така натаму, повеќе прашања од оваа природа. Главна карика која што допринесува до вознемиреност кај пациентите е исподелувањето на статусот на семејството и околината. Сите овие прашања дополнително го зголемуваат психолошкото оптеретување кај пациентот, што знае да резултира со изразена анксиозност, панични напади и други психолошки состојби. Генерално пациентите во овие моменти се соочуваат со недостаток на информации за целата оваа состојба во и надвор од клиничката установа. Потоа пружањето на психолошката поддршка која што ја добиваат тука, обработувањето на емоциите со кои што се соочува самиот пациент. Подоцна, отколку ќе се направи психолошка проценка, се продолжува со соодветен третман зависно од потребата. Стигмата кон ХИВ е присутна скоро секаде и придонесува да се дискриминираат лицата со ХИВ. ХИВ представува една се уште животно загрозувачка инфекција за која што нема конечен лек иако постои терапија. Постојат уште многу неточни информации за тоа како ХИВ се пренесува, се уште има стереотипи од типот дека ХИВ може да лета во воздухот и ако доволно дезинфицираме со некое средство можеме да го убиеме вирусот, до тоа што доминантен начин на пренос се уште е сексуалниот начин на пренос, а таквите однесувања уште во нашето општество се табу и за тоа не се зборува. Се поврзува уште со некакви однесувања за кои што општеството смета дека се неморални, тоа се случува на некоја посебно одредена група на луѓе, знаеме дека ХИВ може да му се случи на секого, и она што реков на моралните и верските верувања дека тоа го добиваат само некои нечесни луѓе или луѓе кои што имаат некакво неморално однесување. Сите тие фактори на некој начин доведуваат до одбивање на луѓето првично да го направат ХИВ тестот, навремено да откријат дека имаат ХИВ, ја запираат таа борба против епидемијата. Стравот од одбивање и стигма најчесто придонесува луѓето да не сакаат да го дознаат својот ХИВ статус. Во суштина, психолошката поддршка е важен сегмент во лекувањето генерално за сите пациенти кои што се соочуваат со некоја хронична болест. Тука, во оваа ситуација, кај ХИВ позитивните пациенти, покрај тежината на самата диагноза, третманот и лекувањето, ја сочинуваат стигмата и дискриминацијата од околината. Тоа допринесува лицата кои што живеат со ХИВ да се чувствуваат помалку вредни, обележани од околината на некаков начин, и дека тука им завршуваат плановите на животот во животот понатака. Секако тоа е субјективно чувство. Тоа може да предизвика дополнителен притисок, психолошки притисок, и затоа викаме дека поддршката во овие моменти е неопходна токму во овој процес, за да може да се превенира психолошка травма, што може да резултира со депресија, анксиозност, а во некои случаи и во поретки случаи суицидни идеи. Психотравматскиот процес започнува веднаш после соопштувањето на диагнозата кај ХИВ позитивниот пациент. Пациентот тогаш се соочува со многу прашања кои во тој момент дополнително ја отежнуваат целата ситуација, односно прифаќањето на новонастанатата состојба. Во многу земји, жените се посебно ранливи на ХИВ и може да се соочат со отфрлање, насилство, напуштање, губење на домот или децата, откако ќе се дознае нивниот ХИВ статус.
Психосоцијалната поддршка според Светската здравствена организација е дефинирано како задоволување на основните моментални психички и социјални проблеми на едно лице кое што живее со ХИВ, меѓутоа не само на него, туку и на неговите блиски, на згрижувачите, семејството и неговите партнери. Овде пред се мисли задоволувањето со храна, облека, финансиски средства, домувањето, особено во оној дел каде што луѓето можат, нели, како што веќе претходно спомнав, да се исклучат и да се одстранат од оној првичен систем на поддршка и остануваат сами. Многу често знам да кажам дека нема ни една друга болест во која што прво што ќе му кажете на лицето дека боледува од некоја хронична диагноза и првото прашање да биде дали некој ќе дознае за ова. Најчесто се прашањата, нели, колку долго ќе живеам, дали постои лекување. Кај ХИВ едно од првите прашања што го поставуваат луѓето, дали некој мора и кој ќе дознае за оваа инфекција. И со самото тоа ја согледуваме колкава е тежината на тој момент на психосоцијално функционирање, реално во животот на луѓето, какви се последици носи ако некој ХИВ статус биде обелоденет во средината, тогаш тие почнуваат да ги губат пријателите, врските, стапувањето во идни партнерски релации станува многу голем проблем. И особено доколку се доведат во ситуација да имаат потреба од задоволување на некоја особена здравствена услуга. За жал, низ здравствениот систем се соочуваме со најголем број на случаи на дискриминација. Предходно во минатото таквиот облик на кршење на здравствените права бил малце подругачи, во смисла дека на лицата отворено им се кажувало дека да, штом имаш ХИВ или имаш болест СИДА, не може да биде извршена таа здравствена интервенција заради тоа што, нели, имаш таква диагноза. Денес, во денешно време, тоа се прави на еден посуптилен, индиректен начин, па тука имаме одолговлекување на некои интервенции, изговори од типот дека нема технички услови да се спроведе, таа институција нема некакви посебни мерки на стерилизација кои што реално не се потребни. Постои систем како, нели, треба да биде една универзална стерилизација, меѓутоа здравствените работници како со предрасудите да се останати во еден минат век. Тоа го покажуваат и истражувањата кои што се правени на ниво на Македонија, каде што најголем дел од лицата кои што живеат со ХИВ го потенцираат здравствениот систем како единствено место каде што треба да го морално обелоденат својот ХИВ статус и каде што добиваат најголем број на прекршување на правата. Со добра терапија, вирусното оптоварување во телото може да се минимизира и тогаш во најдобар случај е толку ниско што повеќе не може да се открие. ХИВ позитивните веќе не можат да заразат други луѓе и ХИВ СИДА веќе не е смртна закана. Некои се уште веруваат дека вирусот ХИВ може да се пренесе во секојдневниот живот или преку воздух. Затоа и многумина се уште држат растојание кога ќе сретнат некој кој е ХИВ позитивен. Можеби не се осмелуваат да пијат од иста чаша и слично. ХИВ може да се пренесе во воздухот. Ова е мит. Факт е дека ХИВ не може да преживее во воздухот, така што не можете да добиете ХИВ доколку се наоѓате во ист простор со лице кое што е ХИВ позитивно. Обединетите нации во 1988 година прогласија Светски ден на борба против СИДА. Од тогаш секоја година 1 декември се одбележува под ова мото. Еве што донесуваме во артикулација денес. Пандемијата на СИДА се ширеше со голема брзина и зафати над 100 земји. Обединетите нации во 1988 година прогласија Светски ден на борба против СИДА. Од тогаш, секоја година 1 декември се одбележува под одредено мото. Во Република Македонија првото советувалиште отворено е во мај 2005 година во рамките на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, во партнерство со Сдруженијето Граѓани ХЕРА.
Покрај тоа што е сервис за доброволно советување и тестирање за ХИВ, денес советувалиштето представува единствениот центар во Македонија кој што истовремено нуди услуги за грижа и поддршка на лицата кои живеат со ХИВ во земјава. Во февруари 2007 започна програмата за теренско ХИВ тестирање во градот Скопје, која во 2009 година беше проширена и во 10 други градови низ земјата. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Довидување до следната.